Утрински стихови од Библијата. 4 јануари. Да се радуваме, бидејќи тој владее. Небесата нека се веселат, и земјата нека воскликнува. Нека се зборува меѓу незнабожците. Господ царува. Прва Летописи 16:31. Светот на кој сатаната полага право и над кој господари со свирепа тиранија, Божиот син, преку едно огромно достигнување, го опкружил со својата љубов и го поврзал повторно со престолот на Јехова. Херувимите, серафимите и безбројните војски на сите непаднати светови пееле химни на фалба на Бога и на јагнето, кога оваа победа била извојувана. Тие се радувале што патот за спасение бил отворен за паднатиот род и што земјата ќе биде откупена од проклетството на гревот. Колку повеќе треба да се радуваат оние што се предмет на ваква чудесна љубов. Со силен копнеж, целото небо го чекало крајот на неговиот престој во светот, нарушен од проклетството на гревот. Сега настапило времето небесниот универзум да го прими својот цар. Со радост неискажлива, владетелите, началствата и силите ја признале врховната власт на принцот на животот. Песните на победа се мешаат со музиката на ангелските харфи, така што небото изгледа како да е преплавено од радост и величање на Бога. Љубовта победила, изгубениот е пронајден. Небото одзвонува од гласови на возвишени песни, што објавуваат: на оној кој седи на престолот и на јагнето, благослов, чест, слава и власт за вечни векови. Од оваа сцена на небесна радост, нам на земјата ни се враќаат како одглас прекрасните Христови зборови: се враќам кај мојот Отец и кај вашиот Отец, кај мојот Бог и вашиот Бог. Небесното и земното семејство се едно. За нас, нашиот Господ се вознесе и за нас тој живее.